Добро утро уште еднаш, почитувани гледачи, доколку сега се будите и ни се придружувате, ова е утринската програма на К3 телевизија Нов дел, Нов ден, ова е вториот дел од емисијата кога традиционално разговараме со гости. Овој пат доведовме интересни гости од Крива Паланка, од Општинската организација на Црвен крст, председателката Жаклина Цветковска и секретарот Дарко Пешовски. Добро утро за вас и добро дојдовте во нашето студио. Добро утро и на екипата на К3 и до сите гледачи на вашата утринска емисија. Ве разбудив малку порано, се надевам дека не е проблем, за да поразговараме за интересни теми, затоа што секогаш околу вас има бројни активности, ангажмани, сме ги следеле и со поранешната телевизија Златен канал и со ова, значи не мирувате, една од најзафатените организации сте непосреден, меѓу другото повод е набргу одбележувањето на 70 годишнината од основањето на матичната организација, па по тој повод сигурно и вие ќе имате активности. Повелите. Па мене ми е драго што така не најавивте како една од најактивните организации, секако дека е така. Овој период сме во подготовки за одбележување на 70 годишниот јубилеј од основањето на основната организација на Црвениот крст Крива Паланка, кој е на 15 јуни. Меѓутоа ние ќе го одбележиме на 12 јуни и ќе се обидеме да направиме една ретроспектива, еден пригоден начин да им возвратиме на луѓето кои сите овие 70 години ја граделе организацијата, за да една скромна, значи, организација, институција, многу значајна во тие времиња, нели, после војната, денеска стане на вистина респектабилна и етаблирана организација во својата средина, достоен партнер на организациите на локалната самоуправа, на институциите во општината и пошироко. Да, вие сте упатени на нив, тие се упатени на вас. Меѓу другото, споменавте дека ќе има и промоција на една интересна книга, монографија. Даре, можеби ти си запознаен повеќе со тоа или? Значи, Општинската организација по повод 70 годишниот јубилеј, тоест Општинската организација на Црвен крст е формирана 15 јуни 1945 година, така да оваа година по повод јубилејот ќе издадеме монографија во која ќе ги ставиме децениските активисти, активности, се нешто што е значајно и ставило траен белег на самата организација. Значи се нешто што е вредно за одбележување. Споменати Жаки дека податоците се оскудни, меѓутоа имате сигурно и документација и фотографии, се нешто што е интересно веројатно ќе биде сместено во таа монографија. Така, оскудни податоци, мислам и во смисла на пишани документи, да, и фотографии за почетоците. Меѓутоа, сепак има некои документи, додека во подоснежните години, како што расте организацијата, како што се зголемуваат активностите, активистите, волонтерите, така имаме и се побогат материјал и денеска навистина може да се пофалиме со еден обемен и огромен материјал за нашите активности, така што сметаме дека монографијата навистина ќе биде подкрепена со богати податоци за активностите, со фотографии, дека ќе имаме едно, не би рекла ексклузивно, едно пригодно издание за 70 годишниот јубилеј во кој ќе биде сублимирано сето она што се работело низ децениите и фактички ќе се даде слика на растежот на организацијата за овие 7 децении и за луѓето кои што се вложиле во организацијата. Несомнено дека сте зафатени и ангажирани и за актуелностите, всушност ве поканивме тука. Ние ги одбележуваме традиционално низ нашите информативни изданија, затоа и сега низ текот на оваа емисија ќе погледнеме неколку подготвени и веќе изгледани прилози, веќе го најавиме првиот кој што всушност се однесува на тоа како беше одбележен меѓународниот ден на Црвениот крст во Крива Паланка со две навистина интересни активности на едне од нашите најубави излетнички локации Калин камен. Под мотото "Нашите принципи во акција", Општинската организација Црвен крст Крива Паланка донесе надпреварувачки и рекреативни активности во духот на хуманоста го одбележа меѓународниот ден на Црвениот крст и црвената полумесечина. На традиционалниот црвено-бел хепенинг кој годинава се одржа на локалитетот Калин, младите и полетни волонтери се дружеа со поискусните сограѓанки, кои во третото доба се ангажирани во полза на другите. А инаку се дел од клубот на пенсионери достоинствен живот при Кривопаланичкиот Црвен крст. Обележуваме меѓународниот ден на Црвен крст и црвена полумесечина. Паралелно со тоа имавме надпревар по прва помош и црвено-бел пикник. Значи, освен оние хуманитарни акции и активности што ги правиме, денеска се собравме да се дружиме на планина, заедно ние младите, заедно со пензионерите.
Во пријатен амбиент, околу 50 пенсионерки се дружеа надпреварувајќи се во куглање, пикадо, влечење јаже, слободни фрлања, трки со вреќи, јадење јајце во лачичка и брзо јадење на толумби. Игриве се од надпреварувачки карактер и ќе има награди. Важно е дружењето на овој чист воздух, на ова убавина, на сето ова и сме задоволни, мислам, не само јас, и сите, и младите, и од постариве генерации. Клубот успешно работи веќе 5 години и нели на повеќе нивоа сме распространети со хуманитарни акции, имаме едукативни предавања, имаме спортски активности, имаме акции за разни видови на помош и така натаму. Нашите членки се повеќе, мислим, преку 60 годишна возраст, меѓутоа се многу активни, многу допринесуваат за Црвениот крст и на секој поле се активни. Така да сме прогласени во Македонија како лидери на, мислим, на овој вид клубско дружење. Во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина се одржа и општинскиот надпревар во прва помош, на кој знаењата и вештините во укажувањето на прва помош ги одмеруваа вкупно 8 екипи од средното и основните училишта од Крива Паланка и соседната општина Ранковце. Во едно оваа година, во рамките на Меѓународниот ден на Црвениот крст беше организиран и општински турнир во кој што учествуваат основните училишта од Крива Паланка и од Ранковце и средното училиште Ѓорче Петров. Диплома за освоено прво место и пласма на државното надпреварување доби тимот од основното училиште Христијан Тодоровски Карпош од општина Ранковце. Надпреварите од ваков тип се од особено значење за безбедноста на едно општество, порача доктор Максимовска, долгогодишен обучувач за прва помош. Моето мислење е дека ова е нешто исклучително важно. Значи, многу битен сегмент е да се навлезе во суштината на првата помош. Значи, да се разберат целите што се на првата помош како една алка во овој општествен систем која што создава една безбедна средина за сите. И им реков на овие млади деца кои што денеска младинци беа овде на овој надпревар дека со самото тоа што навлегле во делот на првата помош, ги научиле теоријата, добија практични вештини како да му помогнат на некому, дека со самото тоа се издвојуваат од своите другарчиња кои што не навлегле во оваа работа. Годинава се одбележуваат 5 децении од усвојувањето на основните принципи и нивното континуирано значење. Значењето на оваа хуманитарна организација, како и промоцијата на хуманите вредности на локално и глобално ниво во денешниот свет кој постојано се менува, беше кажано на одбележувањето. Младите демонстрираа зрелост, додека поискусните ја покажаат својата младешка енергија. А на крајот, сите заедно со подобро расположение ќе им пристапат на следните акции. Гласни и упорни во својата порака до сите, да го отворат своето срце и да ги рашират своите раце за оние кои имаат потреба од помош. Назад во студиото фрливме поглед ни само дел од активностите, забележавме дека тука има многу генерации од најмали до најстари, затоа ќе ве прашам, сигурно имате одредена организацијска поставеност за да ги опфатите сите овие активности, па еве начелно, зборувајќи за тоа од кога е ова раководство на чело на општинската организација, ќе ни кажете, еве Даре, може ти за организацијската поставеност на општинската организација Црвен крст од Крива Паланка. Општинската организација на Црвен крст од Крива Паланка поставеноста е да функционира според статут и според законот. Црвен крст на Република Македонија, у самиот статут се нанесени челата и начелата на кои се раководи и функционира наша организација. Значи, конкретно за Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка имаме собрание кое брои 15 членови од основни организации, 7 член извршен одбор кој број членови од собранието, во кој има председател и подпредседател и лице што ги извршува сите активности, тоа е секретарот. Да, ти си секретарот, Жаки, ти си председател, од кога ти трае мандатот, како всушност функционира тоа, на колку време се избира?
на 4 години, мандатот е за 4 години, јас сум веќе при крај на мандатот, значи ова ми е 4-та година. Сосема случајно, значи, станав председател на организацијата, мислам тоа се должи на еден долгогодишен волонтерски ангажман. Ќе те прашам и за тоа потоа. Да, и мислам дека не е битно таа, не би ја нарекла сега ни функција на председател. Битно е, значи, да се има желба, да се цели кон нешто, да се работи, да се биде значи упатен во тоа што сака да се постигне, и мислам дека може да се постигне само со тимска работа. Би рекла дека општинската организација навистина функционира на добра основа. Тоа се луѓе кои што се долго години волонтери, кои што ја сакаат работата на Црвениот крст и кои што ја сваќат фактички хуманата вредност, принципите на Црвениот крст и имаат желба за доброволна работа. Значи не се тука заради некоја обврска или задолжение, меѓутоа самите пројавиле желба и пројавуваат желба да учествуваат во активностите на Црвениот крст и да ги надградуваат капацитетите и ресурсите на нашата општинска организација. И мислам дека нели навистина целта е многу тешко да ја постигнеме, но кога се стремиме, се повеќе се стремиме, се повеќе луѓе се стремат кон целта, мислам дека сме се поблиску до успехот и дека резултатите се видливи. Би рекол, премногу си скромна, далеку е тоа дека всушност некакво лично исполнување во една ваква организација, хумана и благородна е и напредувањето, меѓутоа сигурно имаш резултати затоа што си дошла до ова функција. Ке ни кажеш за твоите почетоци, ќе го прашам и Даре, од како навлезе во општинската организација на Црвен крст, сигурно си волонтирала уште како млада. Па така, да, мислам можем да се сетам уште како дете кога одевме нели со оние традиционални касички, собиравме пари за хуманитарните акции од преку училиштата. Меѓутоа после така нели во младоста и во некои подоснежни години почнав случајно да волонтирам преку поранешната секретарка Анка Стојановска. Мислам дека таа има голема заслуга што стана волонтер на Црвениот крст. Знаеше така, имаше еден пристап да ги привлече луѓето, значи треба да се знае, значи да се биде вистински менаџери со еден позитивен и адекватен пристап, да ги привлечеш луѓето да осознаат што работи организација, да се создаде една убава клима за работа во организацијата. Почнав така околу водењето на нивните активности, значи потоа полека почна да се вклучувам во работата, во самите активности, во организирањето на активностите, за да се дојде до оној дел кога веќе почнаа да се работат проекти, да се бара поддршка и да се развие организацијата. И мислам сега, еве, да не бидам скромна, нели, претходно рековте дека сум скромна, без лажна скромност, него мислам дека заедно со сегашниот секретар Дарко Пешовски направивме еден тим кој што работеше на проекти, благодарение на стварно нашите залагања од тоа време. Нашата општинска организација денеска, иако потекнуваме од мала општина, една од најуспешните и најактивните организации на нивото на државата, затоа што имаме добри проекти, долгорочни проекти, имаме завидни резултати, зашто добиваме нели повратен фидбек од централата, од Црвениот крст на Република Македонија, имаме нивната поддршка. Кривополанчани го знаат тоа, ние сме присутни долго време таму, сега ќе го подзапознаеме малку и регионот повеќе. Даре, ќе ни кажеш ти за твоите почетоци и влегувањето во самата организација. Па што спомна председателката, значи самиот менаџерски тим во тогашното време, значи некаде јас сум 15 години во општинската организација како волонтер, една година како ја извршував функцијата секретар на општинската организација. Самиот менаџерски тим втемелен врз универзалните принципи на хуманоста, непристрасноста, неутралноста, независноста, доброволноста, единството, универзалноста, водејќи се по таа нишка во тоа време, дозволи да голем број на волонтери да може да си го пронедат местото и собствените самостојни, како да кажам, места, афинитети што се ги поседуваат како луѓе, да се пронедат во организацијата, се го заземат местото таму каде што да придонесат најдобро што може. Да. И со тоа допринесе да во почетокот се вклучам во некои активности како што спомна со касичките, потоа да ги водам крводарителските акции, со самото напредување бев во извршниот одбор на млади на Црвен крст на Република Македонија, паралелно со функцијата председател на млади на општинско ниво. Сега по ново време се лидери на клубови на млади.
Во последниот мандат, значи пред да дојдам како секретар, бев во извршниот одбор на општинската организација. Да. Ке ни кажеш само и спомена за организацијската поставеност, кои се комисии, дејности ги имате, знаеме дека нели имате, работите со млади волонтери, промовирате хумани вредности, со повозрастните во клубот на пензионери, крводарителската дејност е тука, настрана од тие. Така да, убаво спомнавте. Значи, општинската организација или општинските организации на ниво на Република Македонија, значи функционираме по различни дејности. Значи, основната дејност ни е организацијата и развој, крводарителството, првата помош, социјално-хуманитарната дејност, здравствената дејност, подготвеност и действување при катастрофи, младите, клубовите на млади. Значи, општинските организации не се исповедуваат само да се крводарителство или прва помош. Значи, широк спектар на активности кои ги спроведуваме. Така да во основ на секоја активност имаме и комисии. Во поново време имаме комисии за внатрешна контрола, за финансиска контрола, кои се составен дел од нашата организација. Колку е бројот на членовите со кои што може би оперирате сега, бројот на волонтерите кои што ви се на располагање при сите овие работи, знаеме дека сте постојано активни на сите овие полења и дејности? Некаде имаме, значи во Црвен крст има разлика помеѓу волонтери и помеѓу член. Значи волонтерот е што одвојува време, часови што ги посветува за интересот на организацијата да допринесе во некој дел, додека пак членот е со платена членарина годишно од 150 денари и разликата е помеѓу членот и волонтерот е тоа што членот може да биде биран и да избиран во раководните структури на самата организација. Така да општинската организација во моментот некаде броиме околу над 200 членови на организацијата, додека пак волонтери имаме некаде добри, кои можат секој момент да се одзват на нашата покана, некаде околу 150. Добри ли се овие бројки, задоволували, согледувајќи, споредувајќи и со минатото и не само квантитативно, дали и квалитативно придонесуваат, задоволни ли сте од тоа што го даваат сите? Па секако ова се само бројки, знаете, до бројките никогаш не треба да се трчиме, затоа што вистинскиот и реалниот број е многу поголем, освен тие некои директни, да речам така, што се учесници во нашата работа, имаме еден широк спектар на други учесници, волонтери, поддржувачи на Црвениот крст, кои што можеби не се континуирано активно, ама сепак се од големо значење за нашата организација. И кога сум тука, баш би сакала да кажам да не испадне неблагодарно сега, ние дојдовме овде и се истакнаме само ние неколку луѓе. Сепак заради што функционира добро нашата организација е таа поддршка и долгогодишно волонтерство толкму на членовите на собранието, на извршниот одбор, а најмногу на активистите и волонтерите, бидејќи сите ние пред се, нема тука без разлика на сегашните некои функции или позиции што ги заземеме, сите сме ние волонтери и ја поддржуваме, значи основната мисија и визија на Црвениот крст и секако дека сме задоволни од она што го привлекуваме како поддржувачи на Црвениот крст, меѓутоа знаете како е, секогаш може подобро. Секогаш може подобро. Мислам дека посебно и најмногу од она што можеме да се пофалиме како резултати, да не издвојуваме, меѓутоа се истакнуваме со крводарителството. Еве, баш вчера беше организирана последната крводарителска акција, секако последната, не последна за оваа година. Може да ни кажеш, дали ако знаеш која е поред оваа година, дали знаеш нешто бројки до која сме сега стигнато, до кој број на единици, затоа што секоја година се надфрлаат нормите. Вака, значи вчера беше, во текот на вчерашниот ден беше реализирана крводарителската акција, како што спомнавте, во организација на општина Крива Паланка, кога се зедоа 45 крвни единици. Така да во моментот, значи надфрлување на годишниот план некаде над 60%. Задоволни сме од самиот старт и самото второ тромесечие од оваа година, така да се надевам дека и во иднина и ќе успееме да го исполниме и годишниот план. Но како што спомнавте, на овој план сме навистина добри како организација. Тоа говорат и самите податоци што ги имаме во самите наши архиви. Имаме периоди каде што имаме навистина многу, имаме периоди каде има пат на крводарителство, но со оглед на моменталните околности, случувања, потребите во самата држава, така да може да кажеме дека сме задоволни од самиот програм што го работиме како општинска организација. Бројни се и организациите и поводите кои што ги имаме за организирање на вакви акции. Потребно ли е повеќе или е доволно на ова ниво?
Па знаете, секогаш, нели, од многу не боли глава, што викат, секогаш е доволно, меѓутоа тука се работи, нели, во соработка со Заводот за трансфузиологија од Скопје и тие диктираат, тие кажуваат кога има доволно единици на крв, кога треба да има некоја акција повеќе, меѓутоа мислам дека во нашиот календар има доста акции кои што се зацртани на годишно ниво и има организации кои што и вака само иницијативно пројавуваат интерес да организираат крводарителски акции и ми излегуваме во пресрет и навистина ние сме презадоволни од одзивот и од една навика, усталена навика на граѓаните да даруваат крв. Постојано и празниците и значајните датуми ги поврзувате со едно нешто вакво, да му придадете на тој празник и ваква хуманитарна нишка. Секако се трудиме да навлеземе во сите пори, секаде каде што можеме да действуваме, да ја промовираме нашата визија и воедно да бараме нови подржувачи и волонтери на Црвениот крст, мислам, луѓе кои што го прават она доброто нешто, не само за нив лично, туку и за сите граѓани. Да. Токму во оваа насока ќе продолжиме, ќе погледнеме еден веќе подготвен прилог за доделувањето на наградите на оние најзаслужните крводарители од Крива Паланка. На пригодната свечаност по повод 17 март, денот на крводарителството, Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка им подели благодарници и значки на крводарителите со јубилејни крводарувања. Плакета за 75 крводарувања доби Исман Камберов. Значка и благодарници за 25 дарувања добија 5 крводарители, за 10 дарувања 30 крводарители, а за 5 крводарувања беа поделени 49 признанија. Во изминатите години Кривопаланичкиот Црвен крст е еден од најуспешните на национално ниво во однос на собраните единици од оваа драгоцена течност. Ова година планот беше надфрлен за 45%, односно од планираните 711 крвни единици беа реализирани 1034 крвни единици, што секако е значаен резултат. Тие не прават ништо за одлична придобивка, ниту за некој собствен успех или не знам туѓо вреднување, тука едноставно се водени од доброволен, личен чин, што нив ги прави многу големи луѓе. Традиционално овие достигнувања на крводарителите лично им ги честита градоначалникот на Крива Паланка Алексовски, кој истакна дека како и секогаш локалната самоуправа ќе поддржува сите активности на Општинскиот Црвен крст. Честитки до сите крводарители по повод денот на крводарителството 17 март. Ние како општина ја поддржуваме оваа акција, ги поддржуваме нивните активности. По тој повод им приредуваме еден скромен коктел, така да јас ќе апелирам да продолжат со сите нивни крводарителски акции и ова е навистина за пофалба. Имам давелано над 20 пати. Какво е чувството? Зошто го правите тоа? Чувството е, како да кажем, многу голем. Да, не е страшно, ги повикувам сите да давелуваат крв, зашто не знаеш кога и каде ќе затреба на некој. За придонес во напредокот на оваа хумана мисија признанија добија и доктор Горан Колевски за посебен придонес во крводарувањето, Симона Николовска за најперспективен млад крводарител и Сладкарница Теја за најдобар поддржувач на крводарителството во градот за 2014 година. Добија секако заслужени признанија најзаслужните крводарители од градот. Ке продолжиме со разговор со нашите гости Жаклина Цветковска и Дарко Пешовски од Општинската организација на Црвен крст од Крива Паланка. Не е само крводарителството, споменавме уште на почетокот. Многу тука значајни активности, дейности има, сите се алки, како што спомена Даре. Една од нив е работата со најмладите, промовирање на хуманите вредности. Кажи ни нешто повеќе за сето тоа, колку време трае секоја година, нови теми, која е оваа година? Тоа е една многу убава алка за привлекување на млади волонтери. Тоа е Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности. Зачетоците се некаде во како идеја на Црвен крст на град Скопје, со промовирање на ненасилство и мир за учење на културата на другиот.
Така да тоа е на многу убава и многу силна алка во која на годишно ниво се вклучуваат многу младенци. А на ниво на држава се вклучуваат некаде околу 1200 младенци, а на локално ниво се вклучуваат од 14, 15, 16 години некаде околу 30 младенци кои поминуваат основни обуки, се запознаваат со организацијата, потоа учат за документирање на микропроекти, истите подосна ги документираат, реализираат, документираат, истите ги доставуваат до Црвен крст на град Скопје, до тимот што го работи, тоа така да поуспешните завршуваат, добиваат пехар, се наградува еден вид се наградува и нивниот труд, завршуваат на финални работилници, едноставно еден убав програм за привлекување на млади волонтери. Оваа година во општинската организација на Црвен крст од Крива Паланка се вклучија 30 младенци, истите реализираат 4 микропроекти, истите пред некој ден беше последните рокови за да ги доставиме документирани се по електронска нешто за прв пат оваа година се воведе и електронско, значи сите документи, целокупниот материјал се закачуваше на електронски софтвер. За да се олесни целокупната работа и на младите и на во оној дел за документирањето. Самата нишка и самата алка Црвен крст во акција промоција на хумани вредности допринесе да младите се почувствуваат еден вид на момент големи. Да. Се не во нивна организација, се правите. Да помират, она хуманоста, основната постулат што ни е, значи во себе хуманоста. Така да задоволни сме како општинска организација од тоа што веќе го реализира на терен, вклучувајќи се од 30 обучени младенци, 26 се вклучија што реализира 4 микропроекти, на кои навистина допре и во нашата средина, мислам дека ќе допре и пошироко. Да, секогаш има некој на кого што му е потребна помош и треба да се помогне во таа насока. Опфатени беа, како што спомнам, значи опфатени беа, значи семејство загрозени семејства од социјален ризик, така да навистина оваа година подолг период, секоја година се вклучуваме во овој програм, но оваа година младинците успеа да ги најдат вистинските корисници, вистинските на оние на кои им таа добронамерна помош потребна, да. Сигурно дека има и други проекти, не само преку најмладите кои што ги реализираат, а со кои што се обидувате да допрете до оние делови од заедницата каде што е потребно, може да ни споменеш дел од нив. Може да кажеме еден аспект дека посебен акцент се става и на социјалната заштита и помошта, поддршката на старите изнемоштени лица. Имаме, значи, веќе еден повеќе годишен проект кој се реализира во соработка во различни фази, значи започна преку Австриската агенција за развој и Црвениот крст на Република Македонија, продолжи со ЕВН и УНИКА, а сега се вклучи и општина Крива Паланка со финансиска поддршка во проектот. Тоа е грижа за стари лица во домашни услови, кој е повеќе од успешен, можам да кажам. Целна група се старите, осамени и изнемоштени лица, на кои што им треба основна медицинска грижа и основна помош во домот и извршување на некои секојдневни обврски. Значи, тука се работи со 30 волонтери и 2 медицински лица, вклучени се околу 60 до 70 корисници. Мислам, кои се посетуваат еднаш неделно и на кои им се дава основна медицинска помош, како што реков, пред се, значи, мерење на крвниот притисок, шеќерот во крвта, контактите, комуникацијата со матичните лекари. Сигурно се презадоволни посебно од тој аспект, затоа што имаат нови луѓе во нивниот живот со кои што, ако ништо друго да помуабетат, ако не настранат оваа медицинската грижа. Тоа сакам да кажам дека волонтерската помош и медицинската грижа, ама и особено медицинската помош, односно волонтерската присутност на волонтерот во домот и на медицинското лице е најзначено за старите лица. Можеби некогаш нема потреба, можеби се чувствува здрав и добар, да кажем, корисникот. Меѓутоа, со самото што во неговиот дом знае дека, да речеме, во четврток во 10 часот доаѓаат волонтерите на Црвен крст, кај него создава чувство на припадност, дека не е изолиран, дека не е осамен, дека знае дека има некој кој што се грижи и мисли на него. И можете да замислите во тие домови во кои што не влегле не знам колку години, да кажеме, луѓе, не покажале никаква грижа или почит кон тоа старо лице, што значи сега една екипа и некој да ви каже дека дошол да ви помогне, да се напиете заедно кафе, да прочитате заедно весник, да му ги кажете новостите,
корисникот да си ги каже маките, да го изведете на некоја прошетка, да одите да му набавите рецепти, да му купите лекови, многу значи. Верувам дека од сите генерации волонтери ви се вклучени во таа, и помалите одат или само поискусните? Имаме одреден број на млади волонтери, меѓутоа претежно се повозрасни волонтери. Од нашето искуство може да кажеме дека имаме навистина искуство дека тие постарите волонтери се многу така поангажирани, поактивни, дали дека може би генерацијски и на нив им треба таква, да. Така и на нив од една страна им треба, значи тоа е една социјална интеракција меѓусебна, да, и на нив им треба таа комуникација. Меѓутоа и ги знаат потребите и можеби секако имаат и повеќе слободно време да се насочат кон таа дејност, знаете, младите се сега. Еве, токму во продолжение ќе погледнеме нешто со младите, оние кои што промовираат хумани вредности и при тоа и помагаат на луѓето на кои што им е потребна помош. Неодамна организираа во Крива Паланка фолклорен концерт заедно со нашите фолклорни друштва. Имаше и гости, повеќе од прилогот. Уживајќи во богатата фолклорна програма на културно-уметничките здруженија од градот 8 октомври и Карпош и гостите од соседна Бугарија, кривопаланчани истовремено ја покажаа својата хуманост. Имено на иницијатива на уметничкиот раководител на танцовиот ансамбл Пауталија од Кюстендил, Валентин Кенов, председателот на КУТ Карпош Миле Николовски и директорот на Кривопаланичкиот дом на културата Александар Ангелов, во киносалата беше одржан хуманитарен концерт, од кој собраните средства ќе бидат наменети за лекување на еден долгогодишен член на бугарското здружение. Вака иницијативата на некој начин дојде од нивна страна, бидејќи собираат парични средства за нивниот долгогодишен член и шеф на оркестарот при танцовиот ансамбл Пауталија, наш добар познаник, пријател. Се познаваме повеќе од 2,5 децении, преку 25 години, бројни настапи имаат во Крива Паланка, да му помогнеме бидејќи се работи за некоја посериозна операција која кошта повеќе парични средства. Изразуваме солидарност. Идејата е плод на 2,5 децениската соработка која кривопаланичките здруженија ја имаат со ансамблот од Бугарија. Значи ние правиме тоа хуманитарен концерт за моја корепетитор, акордеонист Асен Илиев се казва, който получи 2 удара и трябва да му правят операција на срце. И најмногу благодарности към самите хора, които ще дойдат, които са платили. Те са најважни. Танцовиот ансамбл Пауталија од Кюстендил е редовен гостин на меѓународниот фолклорен фестивал Свети Јоаким Осоговски во Крива Паланка. Брои околу 50 на члена, а со своите бројни настапи ја има обиколено Европа. Во моментов настапуваат на хуманитарни настани за помош на нивниот колега. Еве интересна врска, промовирајќи го и фолклорот и од нашето поднебје и од соседството, помогна всушност младите волонтери на оние на кои што им беше потребно, да се осврнеме малку и на нешто кое што значи конкуренција во вашите редови, се одржуваат на годишно ниво и внатре во организацијата, на ниво на општина надпревари, а потоа одите и на државно. Ќе ни кажеш збор-два дарете за тоа. За општинските надпревари по прва помош. Оваа година во општинската организација на Црвен крст Крива Паланка се пријавија 8 екипи од основните училишта и од средното училиште со Ѓорче Петров. Како што видовме предмалку во прилогот, значи имаше од надпреварувачки дух, самиот надпревар, но и од забавен, рекреативен карактер е целокупната работа што како алката од Црвен крст првата помош. Така да победничката екипа од основното училиште Христијан Тодоровски Карпош ќе го представува општинската организација на државниот надпревар по прва помош, која е на наше огромно задоволство оваа година ќе се организира во општина Крива Паланка. Сите имаат исти услови при подготвувањето, веројатно имаат прирачници и теоретски и практично се подготвуваат во нивните училишта, ако не се лажам, меѓутоа и во нивните училишта и посебни обуки од нашите предавачи, демонстратори што ги поседува општинската организација, значи прво поминуваат основни обуки, добиваат прирачници со суспозиции, отприлика што во која насока да се движат, добиваат материјали за
да можат успешно да се прикажат, добиваат некои насоки на кои ние еден вид некои стандарди кои ни се поставени за да ги исполнат тие и поуспешните најнормално продолжуваат натаму. Имав интересна можност минатата година да бидам тука кога се одржуваше државниот натпревар токму тука во Куманово на кеот на реката, всушност покрај булеварот 11 октомври. Беше интересно, беа сите тука нели од цела Македонија, општински организации, победниците, всушност има многу конкуренција, има ли квалитет ти што гледаш кај малите, затоа што се справуваат со навистина ситуации од кои што на некого на пример не би му било пријатно да се најде и да се справи со тоа. Значи, Црвениот крст исто го тоа работи како нели во институционалната заштита. Некогаш во институционалната заштита е навистина многу силна работа што се случуваат на младите. Навистина нудиме како Црвен крст нуди една убава програма, наставна програма во делот за првата помош која е итекако потребна и корисна на самите млади. Најнормално, значи, кога има надпреварувачки дух, најнормално постои и квалитет. Да. Добро, Жаки, ти ќе ни кажеш за оно што се нарекува конкурси на годишно ниво и вие организирате и надпревари за творби, како пишани, така и за цртежи, на кои што учествуваат најмладите од нашите основни и од средното училиште. Тоа е традиција, значи, секогаш многу настани, многу активности, поводи, прослави се врзани со такви конкурси, главно како што кажавте, литературни и ликовни творби, врзани нели со работата и посветени на одредена тема која што ја третира Црвениот крст. А меѓутоа имаме и други вака да речем конкурси, надпревари во кои што се вклучуваат младите, можеби не се толку, ајде да кажеме така, од едукативен карактер, ама имаат и некој забавен, а преку забавниот сепак има некоја едукација и остварува значи таа цел да се генерацијски да се поврзат волонтерите на Црвениот крст и секако да научат нели нешто ново од таа нивна заедничка дружба и активност, така да традиционално по повод меѓународниот ден на Црвениот крст организираме Црвено-бел хепенинг на 8 мај, каде што се дружат младите и возрастните и се реализираат едни забавни игри во духот нели на спортскиот дух на надпреварите. Надпревари, да. Да, потоа се организираат по повод на нашите традиции, например, речеме великденската традиција или некои други празници, избор на неубаво великденско јајце, на неубава трпеза, на неубаво јадење. Посебно се истекнуваат тука домакинките во вашиот клуб на пензионерки, ќе позборуваме за нив малку подосна пред да одмориме со една интересна активност на младите, дали ќе ни кажеш ти за постојаните обуки кои што трајат како кај вас, така и за вас, затоа што постојано мора да се надоградува човекот за да биде успешен во неговата професија. Нели како значи секоја обука си има нешто, на секое присуство, на секоја обука, на секој семинар, на секоја средба, значи може нешто да се научи. Нешто носи повеќе човек со себе. Како организација нудиме годишно се спроведуваат обуки од различен карактер, од различен тип, со зависност од моменталната потреба. Неодамна се одржа семинар за млади мотиватори, значи за мотиватори во делот за крводарителство. Минатата недела се реализираше конференција на Црвен крст на Република Македонија за развојните предизвици за националното друштво 2015-2020 година, на која се донесува навистина многу моќни и многу заклучоци што ни се многу битни за прогресот и развојот на нашата организација во наредниот период. Тука се и семинарите од различен тип, врсничките едукации, во наредниот период престојат и летни кампови во која ќе земат учество покрај младите и повозрастните, кампови од типот за подготвеност и действување при катастрофи, така да во моментот се навистина на повеќе полиња се работи. Добро, наместо да одмориме сега во продолжение со музика, ќе одмориме со едно нешто кое што најмладите волонтери им го приредија на Кривопаланчани, изненадувајќи ги меѓу другото пред неколку месеци пред општинската зграда.
Браво за најмладите. Пред да продолжиме за меѓугенерацијската соработка и за постарите, да позборуваме само ќе ни кажеш ова колку време го подготувавте, чија идеја беше многумина од луѓето што тука учествуваат, беа и на надпреварот, ако не се лажам, кој што го споменавме во Куманово, треба да им се честите на овие деца. Тоа беше еден составен дел од Црвен крст во акција, од Ана Алка, да што ја спомнавме пред малку, значи Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности, преку песна да се пренесе на многу добра порака, мислам дека и сите ја почувствувавме таа. Мислам дека и повозрастните ја чувствуваат оваа енергија кога се со младите волонтери, а Жаки, ти си посебно горда на она што го прават клубот на пензионерки, значи вашите поискусни дами од организацијата учествуваат на речиси секоја манифестација која што ја имаме кај нас. Може да ни кажеш од кога датира тој клуб и што се досега, со што можете да се пофалите? Па навистина на тие дами, би рекла, треба да им се честита и да им се позавиди секако, нели, во условно кажано, на нивната енергија, на нивниот ентузијазам, на тоа колку се вклучуваат и работат во сите активности, колку имаат желба, значи, да бидат активни. Па мислам дека веќе 5-та година клубот работи, така почнавме од една идеја да се анимираат старите луѓе како една маргинализирана група и една социјална група под ризик, нели знаете како што доаѓа пензионирањето, навистина настанува едно преломно животно доба во кое што човекот доживува една траума и му треба поддршка за да се работи повторно на неговата социјализација и интеграција, да не се почувствува отфрлен и бескорисен во општеството. И со таа идеја почнавме, ајде да ги собираме старите луѓе. Сега не би рекла старите луѓе, може би грешам, најтие ми се лута кога ги викам моите баби, значи луѓето од трета доба, и така, а сепак витални и вака, активни во добра кондиција за да можат да си помогнат не само себе си, туку и да дадат помош и поддршка на другите. Значи почнавме со таа идеја да ги анимираме малку луѓето од трета доба. Ете така некако случајно испадна, беше отворен клубот, значи и за мажи и за жени, некако испадна дека главната целна група наша се жените, така некако се приспособија и денес се чувствуваат, значи, како дел, и ние така си ги чувствуваме како дел од нашето големо хумано семејство. На почетокот, навистина, работевме на една едукативна програма на здравствена, на социјална едукација, имавме низа предавања во кои што сакавме да им ги одоловиме сите проблеми, сите предизвици што ги очекуваат во тоа трето доба и се она што тие можат да го дадат, кој што некогаш не го дале за време на работниот век, нели немале време, од кој некои причини сега да го дадат тој капацитет или тие нивни вештини да ги покажат и да се насочат кон нив, давајќи во исто време тоа придонеси за целата заедница и така постепено, значи, се опушта. Се чувствуваше навистина чекор по чекор една активност, можам да ви кажам. Еве сега еден пример, нема да именувам, една млада жена која што останала вдовица, младо станала вдовица, незините деца се омажиле, се ожениле, формирале своји семејства и навистина дојде, ама тотално повлечена, да не речам така малку индиферентна кон се, затворена, изолирана, да, се чувствуваше и бескорисна, ама некако и прагот и беше, знаеш, како понизок во однос на другите жени кои што биле поактивни цел живот, таа била цел живот домаќин. Денес една од најактивните жени, денес е толку продуховljena, денес толку активна, толку весела особа и вклучена во сите активности и знае да си го каже своето мислење и знае да направи, да спроведе во дело тоа што е нејзина цел или тоа што е замислена акција на целата група. Тоа е едно од тие тајните, помагајќи на другите да си помогнеш себе си, верувам дека баш таму успеа. Многу, во голема мера, значи тоа е реализирано и тие се навистина нашата гордост, една од најактивните наши целни групи покрај младите луѓе. Можам да ви кажам дека дури стигна, еве како што рековте, нема акција, нема активност, нема настан во Крива Паланка кој не се реализира. Со нивно учество или барем со нив како публика. Ти гледа денес театарски представи, никогаш во живот што не сонуват. Одат на театарски представи во Скопје, на прошетки, на екскурзија, помагаат на трети лица, тие ни се главните волонтери во грижа за помош на стари лица во домашни услови. Може да замислите кога еден 70 или 80 годишен човек
е спремен и подготен да дава подршка на некој си друг сам и тој веројатно и најдобро разбира потребата за такво нешто. Јас единствено што можеме да им се извинам затоа што учествуваат во сите активности, а не одвоивме некој подготвен прилог токму за нив, за и тие да се видат. Меѓутоа ќе бидат секако застапени на нашата програма во сите други и ќе бидат и во иднина во вакви емисии, па можеме да оставиме простор и да гостуваат со некои од нивните најинтересни ангажмани. Само сакам да не ве прекинувам, меѓутоа само сакам да кажам една реченица во тоа колку што ги фалам, нели, моите другарки, баби, да не ги викам и се лутат. Стигнаа до таа мера што веќе се активно вклучени и во непосредно донесување на одлуки на локално ниво во самата општина, значи во локалната самоуправа, и учествуваат, така да кажам, на едни форуми на седницата кои се најмасовен, најдемократски, најширок облик на непосредно граѓанско учество, каде што одлуките на граѓаните се директно инкорпорирани во работата на локалната самоуправа, во советот на општината и се дел од тие развојни програми, стратешки цели. Значи толку се активни и толку се веќе мобилни и способни, адвокативни, значи да лобираат и врз основа на, еве уште ова да го кажам, може ви должам време да завршуваме, преку нивното учество и благодарение на нив заедно, нели, со нас како дел од Црвениот крст, на тие форуми во заедницата успеавме да излобираме финансиска поддршка и соработка со локалната самоуправа на општина Крива Паланка, да се оделуваат месечно средства во износ од 20.000 денара за поддршка на проектот Грижа за стари лица во домашни услови, со што нормално се дава поддршка не само на општинската организација на Црвен крст, на една друга таргетирана група, во овој случај на старите изнемоштени лица. Секоја чест, значи, за нашите поискусни сограѓанки, само така нека продолжат. Ние ќе бидеме тука кога и да им треба нешто да ги афирмираме и да ги промовираме, кога сме во оваа насока, во соработка со оние субјекти и институции. Пред да ја заокружиме сија, да Даре ќе ни кажеш кои се оние кои што најчесто ви се наоѓаат како помош, имали простор за повеќе, каде да апелираме, на кој начин да се вклучат и да помогнат да придонесат. Не би биле денеска тоа што сме ако ја немаме таа поддршка, најпрво од нашиве волонтери. Како што ги спомнавме, клубот на пензионери, кој ни се извор и ресурс за волонтирање во организацијата. Клубот на младите, самите владини, поддршката од владините институции, поддршката од вонинституционалните институции, поддршката од локалната самоуправа, како што спомнавме дека ни се вклучи со поддршка во едниот дел, и нормално не би биле денеска тоа што сме ако не Црвен крст на Република Македонија, не беше растешка организација и таа неизменична и секојдневна поддршка во што ни ја пружа во имплементирање на самите активности, за да успееме да дојдеме на некој ниво, на нивото што сме денеска. Може да се вклучи повеќе приватниот сектор, затоа што знаеме дека оние олеснувања даночни кои што следуваат за помагање на спортот, исто така на културата, се однесуваат и за хуманитарните активности. Можат ли тоа, колку што можат нашите стопанственици повеќе да го искористат? Нормално, секогаш недостасува, значи таа соработка, недоволна соработка, да кажем, од корпоративниот сектор, не да ја нема, меѓутоа, мислам дека може многу повеќе. Административните бариери, административно-техничките меѓутоа, ако се сака и кога веќе треба, мора да се најде начин да се... И не е толку тоа, меѓутоа, мислам дека и мора да се земе предвид фактот дека ние сме, нели, скромна општина со ограничени ресурси, меѓутоа, мислам и дека луѓето сметаат дека ако треба да се даде помош на некој друг, еве во овој случај во хуманитарни цели, дека тоа многу ќе ги чини, дека е срамота ако дадат малку и дека многу ќе ги чини, се разбира, нели не ги разбираме дека се соочува. На овој план како општинска организација работиме, сепак наоѓаме, значи тоа нешто минимално што го имаме, наоѓаме начини како да допреме до тоа и да не да го искористиме туку еден вид, да пружиме на нова димензија, на ново движење во самата средина во која живееме, така да во моментот еден многу добар пример. Па, значи, во моментот се отпочна, значи, двомесечна акција, значи, во соработка со Вардар Експорт Бир, на приватна компанија во нашата општина, во соработка со општинската организација на Црвен крст. Тие се производители на леп. 1 денар во наредниот двомесечен период од продаден леп ќе се донира за хуманитарни активности на општинската организација на Црвен крст. Секако одлука за поздрав. Сите ваши активности и ангажмани досега заслужуваат навистина честитки и признание. Се
не се надевам, туку сум сигурен дека ќе продолжите во таа насока, ние ќе бидеме покрај вас да го одбележуваме тоа. Ќе ви се заблагодарам за учеството ова утро во нашата емисија. Секогаш имаме отворен простор за вас во сите наши програмски изданија. Се надевам дека ќе го искористите, ќе не поканите каде и што и да правите. Ви благодариме за задоволство што бевме денешни гости и мораме да се заблагодариме на соработката со телевизијата К3, која секогаш ги поддржува нашите активности, ги промовира и соработува со нас. Ви благодариме за поканата. Ви благодарам. Ние ќе го затвориме ова денешно издание на утринската програма со еден дел од еден интересен проект кој што течеше во организација на Општинската организација на Црвен крст од Крива Паланка. Јас ќе ви се заблагодарам за вниманието, ќе ви посакам убав и пријатен ден, бидете и утре со нас, а сега ќе проследиме една активност која што покажува дека не се сконцентрирани и работите само на општина Крива Паланка или на урбаните делови од градот, туку и во пооние рурални места се работи за општина Ранковце, каде што беше посетено едно старо изнемоштено лице. Следиме во продолжение и пријатно. Проектот на Општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка Достоинствена старост, кој започна во 2008 година, финансиран од Германскиот Црвен крст и Црвениот крст на Баден-Витенберг, Германија, во кој беше опфатена грижа за стари и изнемоштени лица, вкупно 10 корисници од Милутинци, село Гиновце и од село Петралица, се покажа како продуктивен. Па во продолжение, под капа на Црвениот крст на Република Македонија, беше именуван како активна и креативна старост, со проширен диапазон на дејствување. Овој проект се организира во соработка со клубот на пензионери од Крива Паланка, заедно со волонтери на Општинскиот Црвен крст и медицинските лица инволвирани во сето ова, а од истиот имаат благодат 30 корисници. Златен канал ја следи оваа проектна активност на Црвениот крст, благодарение на која старите и изнемоштени лица кои се сами или пак имаат потреба од нега и грижа, на кои им е потребно дополнително внимание и помош, истата ја добиваат од волонтерите и медицинските лица вклучени во проектот. Медицинските лица инволвирани во проектот се задолжени за проверка на крвниот притисок, вршење основен преглед и достава на лекови на корисниците. Волонтерите пак ги обавуваат сите активности во домот, им помагаат во хигиенскиот дел, им купуваат намирници, а понекогаш им приготвуваат и храна. Се во прилог на олеснување на ионака тешката старост, која ги ослабнува сите физички и основни животни функции на лицата корисници. Полесен дел од реализацијата на активностите е посетата на лица кои се наоѓаат во централното градско подрачје на Крива Паланка, но кога се во прашање некои од корисниците кои се наоѓаат во руралните средини, а уште повеќе оние кои се на поголема оддалеченост од пристапните транспортни патишта, а повеќето од нив живеат во таквите места, дури тогаш започнуваат патешествијата. Златен канал заедно со Општинскиот Црвен крст, волонтерите и екипа новинари од градот тргна на едно поинакво патување. Посета на баба Милица од село Петралица, Ќурчиино Мало. Баба Милица е родена на 14 февруари 1934 година. Па веднаш по незиниот роден ден тргнавме да ја посетиме, да ја израдуваме, да внесеме малку светлина и топлина во незиниот живот на самотник. Од градот дотаму патувавме половина час, а потем пеш го газевме снегот по тесната врвулица низ столетната дабова шума, низ пределот бел, снежен цел. Потем по 2 километри пешачење низ белината ја здогледавме куќичката трошна на баба Милица. А таа, штом здогледа луѓе во близина, од милина и жал се расплака и со солзи не дочека. Ја оттргнавме завесата на прозорецот, сноп светлина да продре во мрачната соба. Баба Милица вџашена, облејана со измешани чувства, дека луѓе во домот во своја близина гледа по речиси 50 дни, не можеше да ги сокрие солзите жалосни или пак радосни. Екипата веднаш стапи во акција. Волонтерите ги доставија лековите, оти таа болна, а сама, не можејќи по снегот да отиде на лекар, чекаше и оставена на милоста и добрината на овие луѓе, нема друг начин да добие лекови, а има висок крвен притисок
срцето ѝ е слабо. Откако се контролираше притисокот, баба Милица се израдува со намирниците кои ги донесоа, со средствата за хигиена, со насмевката и топлиот збор. Оддалечена на 2 до 3 километри од најблиските соседи, кои понекогаш доаѓаат и помагаат и носат вода, зашто замрзнала и онаа мизерна чешмичка во дворот од која точела вода, баба Милица е препуштена сама на себе. Во дните кои бавно минуваат, во дните во кои верен пријател и е само телевизорот, често единствен звук на битија виртуелни кои ги слуша со денови или недели. Зашто нејзините деца, породот, многуте деца не ја посетуваат често. Синот кој е најблиску до неа со своето семејство, сиромашно живее во Кумановскиот крај, та од есента, откако и снабдиле дрвја за огрев, не ја посетиле. Представникот од Црвениот крст, кој редовно и вон проектот ја посетува бабичката, Трајко Ивановски, говори за баба Милица, а таа, не криејќи ги чувствата, лее солзи. Баба Милица е дел од посетите на Црвен крст од општина Крива Паланка, која стално го посетуваме месечно по еднашка 2 пати. Прашуваме ако треба за храна, за лекови, носимо, што нема, она ни кажуе, тако да доносимо понекад, посетуваме го, кад што имамо да донесемо. Она е од проект на стари изнемоштени лица, активни, креативни, старостни лица, кои ги посетуваме. За намирници што треба, она е само осамена овдека, помагат во комшие и ние ја доводим у месецот, 2 месеца поднешка назртјам го ја овдека што треба, видим што треба, пријавljам у Црвен крст, тако да се донесе нешто од Црвен крст. Ситни поправки около дом, например, ако е покварена вода некој пут, около струја, некои такви работи, вршимо, доди Даре од Паланка и он со мене, помагамо овдека, поправљамо такви работи нешто. Она е како од Петрлица, како најзагрозените жители од село Петрлица, сама живее, комшија има на километар и пол од њума, од џаде оддалечена неде около 4 километра, пут нема, ако треба да отиде до лекар, нема се што да отиде, помагат во тука комшија, некои така да е критично е работа, мислим, осамена е. Дека легам на козу при воду греа, маленка и она од Скопје иде, она ми доноси и она вода. По 2 кила ми донесе водица. Лекови комшија, она и Скопје. Докторот вика млеко, ово ми е горан. Вика млекче да има с лековите, силни лековите, јаки лековите. Деца са ти деца по Куманово? Една у Куманово и една у Скопје. Они откад не се дошли да те видат? Те се нас като... Какво дрва бра и не се доди? Не, он знае да то... Да. Kad se zamrači, stralite je sama? Pa stralimo, što ќе činiš? Затвору се, ја слънце грее и затвору се. Не може ни леп да си место, ни ништо. Лани дечино, детиште додеше да ми помагаше, а оно сак бега на. Може беше ни да се перо, ни леп да си место. Па донесе ми колбасичко, меци, ништо, купи шикер, каве. Дојде люди по каве, направо сак не може да направи. И покрај тешката преживувачка, таа осудена на самотија не се грижи само за себе, ами чува и една коза за да има млеко, но и за друштво, да има што да ја одржува во континуитет човековата потреба за опстанок и преживување, покрај се и над се. Радосна за намирниците кои ги доби, таа брзо ги складираше во соседната одаја од трошната куќерка и сепак, покрај сета мака, успеа да биде ведра, бар за миг. Намирниците, како што дојдоа, мораа брзо и да заминат, да поитаат снегот кој продолжи да паѓа, да не ги спречи да заминат. Не отпрати баба Милица до дворот, од поздрави со раката, ги раздвижи старечките брчки на лицето, кои се брануваа низ браздите маки кои се напластиле на него, низ снежните балерини кои продолжија да танцуваат,
Бабичката ја затвори дрвената врата, го стави резето за своја безбедност, а ние заминавме. Немо, не говорејки, оставивме само идилата на планината, на Бога добрината да бидат милозливи, да не бидат штедри, да навестат во раната пролет сонце и во душата и во очите на баба Милица. Општинскиот Црвен крст од Крива Паланка ни долови уште една поинаква сторија, која единствено што може е да не подзамисли, да не запре за миг, да не натера да се запрашаме која е вистинската смисла на живеењето, над блиските бдењето и над сите хумани вредности дењето.